естрадна емисија, снимана во нашето студио. Сега прашувате многу често зашто естрадава воопшто не ја третираш само со овие уметници, алтернативна сцена. Ајде, да исполниме жалбата на тие што ги интересира естрада, пошто мене не ме интересира и не разбирам многу, си ја викнав тука со мене да си поправиме муавет Билјана Биба Кранческа. Добре ве најдов. Добре ни дојде и фала ти се прифати со еден муавет да разговараме како ајде да речеме равноправно. Рековме нема да интервјуе, едноставно ќе коментираме ситуација повод Пивофестот, неколку дена точно позади нас, кој задоволен, кој незадоволен, пиво колку се испи годинава не каже, обично кажува, значи не сме го турнале рекорда. Скара колку се изеде исто не каже, а истовремено не можам многу да коментирам, пошто и реално не присуствував. Ама благодарение на технологијава, па можеш да следиш по сториња, по видеца. Ајде ти тргни, кажи ни ти како го види годинашниот фестивал, да ти се заблагодарам за можноста вака да проговориме за тема која што е многу блиска до нашите сограѓани, на некој начин интимно ја сваќаме, емотивно, а од друга страна добро е што некој го уважува она што ние го работиме како новинари естрадниве. Лично јас годинашниот Пивофест, како да ти кажам, го доживеав позитивно, во смисла имаше можност, таа локална самоуправа да се коригира за киксот што го направи со Пивофестот. Ајде да речеме секој има право на поправе. Извини да не попијаме тужба, Пивофестивал е годинава. Точно, во право. Пивофест бил заштитен бренд кој што не се случи годинава. Да, Пивофестивалот така е. Тоа ни беше нагласено и тој е тој правен момент што треба да се запази. Нека си го решава. Да. Меѓутоа, генерално мислам дека намерата беше добра и дека на некој начин се постигна тоа што се инсистираше претходните години, дека мора да се врати и тајмингот, дека мора да се врати формата и сето тоа. Сега има опречни мислења околу тоа, дали треба во центарот на градот, дали треба алтернативно да се најде нешто. Меѓутоа, мислам дека поентата на оваа власт беше дека ќе го вратат пиво на старите Пивофестот, односно Пивофестивалот на старите патеки, и тоа успеа да го направат. Значи беше вратен на некој начин во стара форма и имаше солидна посетеност, можеби некако од годините таква масовна посетеност, меѓутоа тоа е логично, после 20 години не може да се одржи таа фама која што имаше Пивофестот свое време. Па не знам дали не може да се одржи или едноставно мојата филозофија е дека беше вештачки напумпана со едноставно бризгување многу пари на носење на балкански звезди кои што се присутни на националните телевизии, кај нас супер национални продукција имате националните телевизии звезди. Јас ти ја сваќам иронијата, меѓутоа тие од друга страна се бранат преку пазарната економија. Едноставно ти велат мора тоа така да биде изведено со тие естрадни звезди, затоа што тие од друга страна можат економскиот бенефит да го предизвикат, масовна посетеност, трошење на пиво, на скара консумација и така натаму, затоа што нашите за жал естрадни звезди не можат да донесат таква публика. Значи тоа е таа контрадикторност што ја живееме ние како нација последните години. Тоа е последните 20 години. Последните 20 години, за жал, колку тоа да не боли или на некој начин и сами сме криви за тоа заради постојаната експлоатација на таа странска, да речем, музика, едноставно тоа е последователно што ни се случува. Па сега, ако правиме муавет, Пивофестот велише си го доживела позитивно, се вратил на некои стари патеки, кои што треба да ги оди. Ја па имам друга реална визија за тоа. Ја мислам дека на Пивофестот главна звезда треба да е пивото. Така и почна. Треба да така и почна приказката. Значи Пивофестот како проект почна со акцент ставање на брендовите на пиво, пивската приказна,
како настанало то пиво, па имаше најразлични видови надпревари, нели, на пиво пиење, на препознавање на врсти на пиво и така натаму. Меѓутоа сето тоа се комерцијализира и отиде во еден друг правец. Ако зборуваме па за фестивалот кај што треба да е главна звезда пивото, во тие најмасовни години ние имавме неприсуство на најголемите наши пивари. Реално, барем на една од нив, кога едната, кога другата. Да. То што кажу каков пиво фестивал е ти ако не можеш да ги убедиш најголемите пивари од државата. За мене тоа станува, ако веќе ги носиме српските звезди да ни пее овде, па и би зел компарацијата со оние панајџори по чатори што ги прават. Па за жал заличи пивофестот со тек на годините на панајџурска манифестација, тука се сложувам апсолутно. Тоа е факт. Да бидиме реални, значи апсолутно последните години комерцијализацијата отиде во вулгарна насока и заличи на панајџурска манифестација и годинава бев апсолутно против тие трубачи и тие забавувачи кафански кои се носат на тезгите, значи да ги на толку скапа платена програма, еве рече дека тие звезди дебело коштаат, значи на толку скапа платена програма ти да носиш трече разредни забавувачи под шатра да се забавуваат тука да ја ометат таа програма, барем веќе кога се платиле тие уметници, нека бидат апсолутно доминантни таа вечер сите да можат да ги слушат тоа озвучување, да грми, да биде покриено, значи тој простор, а не сега ти само малку што ќе се оддалечиш, мораш да слушаш некоја певачица или некој трубач или да бидеш во таа градска галама, да не знаеш што слушаш и од кај слушаш и за што си дојден, што да слушаш и така натаму. Во таа смисла да, панајџур во буквална смисла и со тие продажби на дрангули и се што како понуда. Меѓутоа сето велам тоа тие го оправдуваат со тој економски бенефит, као сите по некој динар имат од пивофестот. Таа е таа оправдување што најдуваат ете градските власти, некое си оправдување кој ќе биде на крајот нели тоа резиме кога се дава. Па веќе кога економскиот бенефит е главното оправдување за начинот на функционирање, нека си го крстат панајџур бе. Затоа што панајџурот на крајот на краиштата постои за продажба. Ти барем си во тие води знаеш дека маркетингот така не оди. Значи мора преку името некако да се камуфлира главната функција. Ти знаеш барем тие работи денеска дека така функционираат. Супер сега, не правиме муавет што знаеме, ама ајде да ги кажеме. Не сакам, пази, јас ја сваќам твојата поента. Ти сакаш да кажеш дека со текот на годините ние одиме на полошо наместо да го градиме на подобро настанок. Не, мене ми е да го напредуваме. Дури оние години кои што се прогласени за најдобри, за мене се најлоши. Затоа што ти си алтернативец. Не можеш ти да влезеш во комерцијалната приказна. Ама небитно јас. Ајде, зошто едноставно, ја немам ништо против. Апсолутно, јас сум пази. Сакаме да организираме панајџур, крсти го панајџур. Луѓето кои што идат за Хариџиновиќ, дали ќе го крстиш панајџур или фестивал, ќе дојдат. Тие што идат за Цеца, дали ќе го крстиш, не знам, фестивал или дешавка селскостопанска, ќе дојдат. Да, меѓутоа, еве, твојата, да речам, реторичко прашање, еве, веднаш се оспорува со начинот на масовно пресликување на оваа манифестација во сите други градови. Факт е дека пивофестот беше прв, а послето се родија сите други. Што ги велиш пиперка јади. Така да, пити јади, сомунијади, значи тие всушност се пресликани манифестации на пивофестот. Ама пивофестот беше идеја оригинална и беше автентична на луѓе кои што го креирае. Да. А после окупирањето на фестивалот од страна на општинските власти тогашни, едноставно беше сосема нормално колегите нивни да си ги превземат, пошто тие као беа... Па да, затоа што тоа беше во политички сврха употребен, беше во политичка форма, сватија дека преку таков настан многу побрзо идат на друг начин до гласачите и на некој начин се манипулирани и тие дека тоа се успешни власти на позиција кои што стварно, например, прават нешто многу за граѓаните. А тоа е во стилот на Марија Антонета. Ако немате да јадите леб, јадете колачи. Ама види, тоа е од римско. Да.
Лепи игри. Да. Марија, Така да, тоа не се народот учела нас, најдобрите. знаеш како живееме во брзо време, кај што и не можеш многу длабоко да размислуваш, а и да размислуваш длабоко, ти едноставно ќе бидеш убијан во поим, затоа што не можеш како единка во таков систем да промениш нешто или да делуваш. Да, не можеш да промениш, не можеш да делуваш, али во секој случај можеме да, ако тоа била некаква политика на лепи игри и се уште 2000 години кој што кај нас почнало да Не, јас мислам дека годинава не е политика, мислам дека годинава е оправдување. Абе види, и оправдувањето е Оправдување кое што има за цел извинување на некој начин на овој мандат, на овој градоначалник. Не мислам дека тој мисли да ја трка, да ја брка политичката кариера понатаму. Мислам дека овде завршува и мислам дека ова беше како едно финализирање на тој негов мандат, едно извинување затоа што беше прозиван дека брендо на градо Пивофест го предаде го однесе за ефтини пари, да. Го остава као во добра состојба. Да, како еве дека си го врати на градот, да, дека не е оттуѓен. Не, супер. Сега има и прилепчани, да бидеме реални, што не можат да смислат што живеат во градското подрачје, додека се случува Пивофестот, реагираат бурно на тоа што се принудени да бидат тие 3 дена под таква пресија на чат, на скара, на музика, на посетители, така натаму, дека тоа ужасно му смета и дека едноставно мора тој да е дислоциран, да има друго место, се меѓутоа тоа го слушаме 20 години дека ќе биде дислоциран. 20 години, ама никако да го дислоцираат, а не дека немаме место кај би било, кај би се одржал, има еден куп, ајде сега да не даваме идеи, нека мислат тие што го организира, ако ни го даде го организираме, ќе му ја мислиме тогаш, што ти за без пари идеи повеќе на... Апсолутно, нешто и ние се научивме. Да, за без пари може само да ви критикуваме, тоа. Така е. Ако сакате да ве фалиме, еве, Порна беше од лани, тоа е. Да, лани беше веќе друга песна. Мислам и генерално кога го организират, да речам, луѓе од надвор, не може да биде Пивофестот, јас секош сум за тоа присталица, значи автентично прилепчани треба да си го организират Пивофестот, дека тој едноставно е нивна манифестација, тие го зна духот на овој народ, зна што сакат, добри домајчини се прилепчани, не може да му се оспори тоа и мислам дека организациониот аспект треба да биде од прилеп. Не може како од годините што земаја, нели, агенции, ваму таму други, се губеше тој дух на Пивофест. Тоа е според мене, некој друг може поинаку го доживува. Јас имав можност да видам и со други агенции организирано и ние кога сме биле во општина, кога сме го организирале и од надвор некои луѓе кога биле инволвирани, значи сепак најдобро си го познават настанот и како сакат да го организират самите прилепчани. Ајде го ставиме малку Пивофест, може да се навратиме постапак. Еде, дежурна тема е моментално актуелен. Да не видиме, сега спомнати се носат звезди затоа што немаме наши кои што би привлекле. И да, пред да почнеме да снимаме, двајца да согласивме дека не создадовме звезда која што може да наполни стадион. Не, во за жал. 33 години, колку време сме независни, од прилика 33-34 години, имавме само една музичка звезда која што можеше да полни стадион, за жал заврши како што заврши и од тој крај веќе 19 години помина е. Како не успеавме од тогаш, од смртта на тоа што до денеска, од 19 години да создадеме. А затоа и тоа што го нарекуваме феномен, токму заради тој аспект. Ја не знам дали е феномен, ја мислам дека беше феномен од аспект, сериозен проект, од аспект дека за толку кратко време постигна толку и допре до срцата на толку многу луѓе што и ден денеска не можат да го заборат. За жал, и на негово име се уште некој гради кариера, се уште некој има настапи, се уште некој се греби кај публиката. И тоа е факт. И тоа е факт, баш со Пивофестов ќе го поврзам, затоа што многу од пеачите дојдоа да и се додворуваат на публиката преку песни од Тоше Проевски. Нема ништо лошо и светски звезди. Нема лошо, меѓутоа Пивофест не е трибјут за Тоше Проевски. Ако ти си пеач, треба да испееш своји песни да имаш, евентуално ако сакаш почит да му одиш на Тоше Проевски со една негова песна, а не ти на настапов да имаш 5 негови песни.
Да, во секој случај то сакам да ти го кажам, и светски звезди пеат на колегите, светски хитои, има произведби, има не знам различни верзии на милион светски хитои. Клептон свири, не знам, не негови песни кои што е светска звезда, има се уште на 70 години. Добро, тоа е веќе се подразбира, да. Меѓутоа концертни настапи. Ако правиме муабет, таа е пак се вративме на Пивофест. Нема, тоа е сето поврзано. Ме подсети, да, една експлоатација за емотивна манипулација на публиката преку туѓ труд, а истовремено тоа е само еден дел од емотивната манипулација која што се случуваше годинава на овој Пивофест, тоа го видов преку иконографијата, преку работите кои што течеја во позадина. Мене ми изгледаше како македонски, како се вика, светски македонски конгрес да има митинг. Па вака сега да ти кажам, ние сме на некој начин македонциве фрустрирани во однос на тој идентитет и во однос на тоа докажување цел живот. Кои сме, што сме, како сме. И на некој начин нас ни е то, како да ти кажам, точно момент за манипулација на двете, на тоа поларизирано општество, кога се манипулира токму со тие символи сето тоа. Ама повторно да речам, македонците како македонци секаде се оспорувани и тоа е моментот за да барем свој на свој да се потврди таа нивна потреба. Чекај, зошто да живееме со тоа дека сме секаде оспорувани? Кај е тоа секаде? Па секаде те гледаш, почнувајќи од тоа наше обкружување кое што го имаме. Мислам да не завлегуваме во тие политички води. Генерално се чувствуваме како нација која што постојано треба да се докажува, која што и од тој аспект е таа иконографија. Меѓутоа јас повторно ќе речам тоа дека е манипулација, тоа политичка и ние знаеме дека најчесто партиите тоа го користат во своји цели за додворување на иконографија како митинг на светски македонски конгрес. Па знаеш како некои од тие музичари на таков начин градат кариери. Да бидеме начисто. Значи некои од тие музичари на таков начин обстануваат преку тие проекти кои што му се доделувани, преку тие настапи кои што ги имаат во сите општини каде што има градоначалници од одредена партија и нормално дека таа иконографија е така присутна по дефолт. Една песна која што човек има напишано, добре, има напишано човек кој што живее тука или за човек кој што беше иселен во Америка? Заветна од Пепи Бавтировски. Добро. Кој што во контекстот во кој што е направена е совршена. Да. Негова лична приказна и затоа толку беше добра. И затоа толку е вака сега интересна. Пепи кога ја отпеа таа песна беше вратен во Македонија со цел да остане во Македонија. Ама не остана. Пепи не остана во Македонија, песната денеска е веќе толку многу експлоатирана, што мислам дека се злоупотребува буквално. Е исперверзена. Да, значи песната од Ѓорѓе Барбаровски е буквално химна. Песна ретко што се пишува. Меѓутоа што се случува кога некоја песна е слободно секој што ќе му текне да ја препева и да ја користи во секаква сврха. Се случува кај некој да станува одбивна. Ете, тоа го доживеевме за една убава песна за која што сум пишувала текст кога веќе не беше тогаш, мислам, толку афирмирана и популарна. Лично ми се јави Ѓорѓе Барбаровски, памтам беше ден Ѓорѓиов ден, значи негов имен ден, ми нашол телефон, јас со човекот никош лично се немам запознато, ми се јави на телефон да ми се заблагодари за текстот што го напишав за неговата песна. Подоцна таа песна ја препеја, значи беше користена и во проекти, и во се. Денеска веќе Коќе Стаса ја препеува и сакам да кажам дека веќе луѓето кога ќе слушнат, пак заветна велат. Значи, дојде една убава песна да биде одбивна. Тоа можеме кај нас да направиме. Тоа може да направи политиката кој ќе ги пика прстите кај што нема. Пази, кај нас тотално исполитизирано општеството. Естрадата прва беше наметана на политиката. Секој пејач кој што си зел за право да ја преработува за X причини, за да се додворува на публика, политичка партија, за митинзи и така натаму. Не се на деца во училиштата ги учат хорски да ја пее. Да. Кај да се свртиш? Па има и тие наставници малку достоинство дека тие деца
нема потреба да ги врзува на таков начин. Па затоа што сето е направено многу комерцијализирано. Значи тие деца не би требало да се знае децата детски песни дека треба да пеат. Значи тука има кај нас изместени многу работите. Јас мислам дека клучниот проблем генерално се естрадава, пошто ме викна во функција нели на гласноговорник за тие естрадни проблеми, да речам да ги коментираме. Мислам дека кај естрадата главниот проблем окидачот е во таа законска регулатива која што никош Министерството за култура не ја одработи како што треба, и естрадата кај нас е една дива сфера во кој што секој прави како сака. Прво, јас себе пратам настани, јас постојано се соочувам со проблем на немање мапа на тие настани, значи нема мапа која што буквално ќе ги распореди тие настани во правилен временски период, него ние се соочуваме со поклопување на настани. И ние како новинари треба сами да балансираме кој настан е повреден, кој не е толку вреден, односно мора така да ги поставиш работите, сигурно дека двата настани се вредни сами за себе. Меѓутоа сам мораш да одлучиш каде да поидеш затоа што се поклопуваат во ист термин. Ти не можеш физички да бидеш присутен на двата настани во исти термин. Значи првито Министерство за култура како не еднаш не рече дај да седнеме луѓе да направиме една генерална мапа, да ги распоредиме настаниве, фестиваливе, кој кога може, кој која намена ја има, за какова цел е направен тој фестивал. Не може организаторите годинава ќе го правам на 1-3, в година ќе го правам на 10-11. Па како му одговара тие заради спонзори, заради време, заради ова, заради она да се прилагодува. Значи че се знае има луѓе што се обожаватели на одредена музика. Јас сакам на тој фестивал да дојдам тогаш, затоа што се случува да речеме во зимски период или се случува во летен период, во тој датум планирам да одам во Македонија да го следам тој настан. Дали не мислиш дека немањето на мапа и неуспевањето да не се поклопуваат тие работи од тоа што сме премала земја, а веќе како што едновремено никнаја прво универзитетчиње, па после питијатчиње, после никнаја и фестивалчиње за све и ние свашта. сме земја каде што за жал естрадата функционира само преку фестивалите. Кај нас нема телевизиски емисии, кај нас нема продукција, кај нас нема, како на времето што имаше македонска телевизија која што имаше своја касетна музичка продукција. Значи ние немаме продукција во форма државна, имаме ние продукции приватни мали, немаме продукцијска куќа на државата која што на некој начин ќе има некои правила и национална стратегија за промоција на капитални проекти, да речам од типот нели на музички капитални проекти кои што ќе бидат во интерес нели на нацијата, и сето тоа да биде во форма поставено онака како што со тек на време ќе се развива и ќе може државата да рече да имаме ние своји брендови, своји звезди кои што се заштитени, уметници и така натаму. Затоа што кај нас се преку фестивалите функционира. Значи ние немаме таква продукција кај што на пример нов албум ти снимаш и можат сите тие 10 песни кои што си ги снимил да бидат промовирани, следени, гледани, да бидат пропратени онака како што треба, да дојдат до слушателот, до неготово. Само му е моментот тој фестивал да се појави на фестивал и да биде виден. И затоа толку ги има тие фестивали. Многу е проста прикасната, националните телевизии треба да креира. На националните телевизии, освен ако не е нешто кое што има сериозна уметничка вредност да го купи од странство, не сме да помислиме. А кај нас се обратно се случува. Шунд да ми носиш. Пази, кај нас шундо, зошто е најмногу користен и купен? Затоа што е најефтин, секаде во понуда. Ама ќе си го произведам ако ми треба шунд, бе. Ќе си го произведам. Зошто? Неспособни сме да произведиме шунд? Не, имаме ние и шунд произведено, да не се лажиме. Имаме, например, Прилеп фестивал и е по-шундовски од сите. Или тој, како се вика, шундо што е отстрада, помалку смрди од нашиот. Не, тој е поубо спаковано од нашиот. А без дворет нека. Тоа е поскапо спакуван, да бидам конкретна. Тоа е многу поскапо спакуван и ние секогаш паѓаме на то пакување. Ние наша цел е да им се доближиме во таа форма и тука е на крајот резултатот јадењето на
Да, Тоа што е во апсолутно јас скапата се сваќам. опаковка и Знаеш како ти си човек од уметноста и ти работите ги гледаш од таква естетика. Меѓутоа треба да знаеш дека денеска комерцијализацијата буквално и во свето и во светски рамки го направи своето да вулгарноста е примарна. Ама И едноставно супер. тој кич и тој шунт е на врво на понуда секаде. Ама И супер. најмногу има поклоници. Ама супер, нека има. Ја не велам да нема. Работава е во тоа, зошто побогу ако веќе да Сме нација што се разбира во музика. музика, ако сме толку горди, ако сме толку стари, ако сме папуко на свето, Да. не можеме да дозволуваме- произведиме шунт? Да. Да. Кој што ќе би не мора, значи еве, ако не е скапа, ама наше од овој папуко на свето е. Апсолутно, да. Треба повеќе да си го закам, наше. Така е. Не се сложувам, знам дека алудираш на Звезде Гранда и на сличните емисии што се експлоатира на нашите телевизии, меѓутоа таа е таа политика телевизиска која што повторно ќе речам не е селектирана од врвот од кај што треба од Министерство за култура, кај што треба да се донеси некаква стратегија, некој закон, Ма не треба да селектира министерството, треба едноставно да се донесе закон. Не да селектира, да донеси национална стратегија, закон, кај што нема во прайм тајм да одат такви емисии Не од во соседството, нигде. него едноставно да има предност нашата продукција, наши да има такви телевизии стимулирано, да можат такви емисии да се направат. Кај нас нема такви. Тајмни три са бајле. Ако си Па нашите телевизија одат во со 3 сабајле. национална концесија, Нашите емисии одат во 3 сабајле, за жал кој ги видел, кој не ги видел. ако си телевизија со национална концесија, Добро. тоа има нешто кое што државата ти го дала, кое што е во собственост на државата. Не смеш да емитуваш нешто кое што е произведено надвор, освен ако нема сериозни уметнички, едукативни и така натаму цели. За глупостите правите си ги сами. Ама немаме пари, ефтини тоа ќе гледа. За жал, И тоа е тоа. телевизиите се оправдуваат на таков начин, дека стварно сите тие емисии ги добиваат или бесплатно или за многу мали пари, а тие мора да е пополната програма и на тој начин е оправдувањето. Не знам, последните години никако нема, ништо не се поместува во таа насока, дека ние буквално ја згаснавме сопствената продукција, ние немаме квалитет никако на времето телевизиски, зборувам за телевизиски режисери, телевизиски монтажери, телевизиски мајстори на кои што своевремено во македонска телевизија ги имаше плејада и знаеја да направат буквално од ништо нешто. Имавме емисии кои што како каравани можеа да шетат, да одат, да имаат публика секаде и така натаму. Денеска за жал такви емисии не постојат. И ова го правиме муабет во една супер патриотска држава. Епа, за жал, знаеш како, тоа е дискутабилно. Патриотството денеска е најефтино манипулирано, значи секој би рекол и јас сум патриота, секој си е патриот на свој начин, ама со тоа докажување кој е поголем патриот и кој е патриота, кој не е, дојдовме до ова дереже до кое што сме. Значи да се манипулира со него. Очигледно никој не сме. Чим дојдовме? Јас мислам дека и не сме, затоа што најголем патриот е да направиш нешто за својата држава и за својот народ, не да се докажуваш дека си голем патриот преку проекти од кои што државата ти исплеќа големи пари. Каков патриот си ти кога добиваш огромна сума на пари и затоа си патриот? Ти не си патриот, патриот сум јас што живеам сама на од своја работа, а ништо не добивам од државата, на никаков начин не оштетувам. Држава во која што со гордост политичките партии кажува од 1,5 милиони народ дека има околу 800-900 илјади членови. Што правиме муа? Да, за жал. 1,5 милиони народ, кој ќе ги акумулираш сите политички партии, кој ќе кажеш ние имаме околу 900.000 до 1 милион членови. Значи, 2/3 од ова население зело партиска книжка. Да. Ако 2/3 од ова население зело партиска книжка, таа едната третина вака или онака има некој многу близок родни на кој што ај ради ова, ај ради она. Ништо патриотско не останало. За жал,
Испадна дека се најголеми патриоти тие што се иселија. Што се иселија, што Да. рекоја Доста луѓе е вадете си ги лудилово. очите. Доста е лудилово кога не можеме да го смениме, барем да избегаме. Па види, тоа е прво како се века, треба да сакаш себе си, да вложуваш во себе си, создадеш еден индивидуален идентитет, сериозен, со кој што ти би можел да придонесеш во Па во таа колективниот. смисла, пази, македонците се контрадикторни во таа смисла. Ние цело време, јас реков, имаме проблем со тоа, таа фрустрација на докажување кои сме, што сме, а од друга страна тие символи и на тој начин преку кој што се препознаваш, не знаеме да ги вреднуваме и да ги држиме на едно ниво. Например, одиме во Хрватска на Нова година, во Дубровник и слушаш буквално секаде клапи. Ти ништо друго не можеш да слушниш. И таму е популарна Пријович, и тие дигнаја фама заради Пријович, полнењето на концерти од Пријович. И на хрватите не му беше драго. И тие се свесни дека продира тој шунт кај нив. Меѓутоа, кај што можат на тие клучни места, на тие места кај што има туризам, кај што туристи, кај што едноставно идат од секаде, се таа автентичност ја зачувуваат Хрватска преку таа музика од тие клапи што. Веди, не Пријович, не Цеца, не Меца, не Аца Лукас. Кој сака може во овој слободен свет да си закаже концерт некаде, ако си го продаде, Да, не 10 меѓутоа, кога влегуваш во некоја кафеа. 1%. Да. Во организација на одреден настан, кога државата има 1% во организација на одреден настан, треба да види 100% македонски производ. Да, меѓутоа знаеш како живееме во плуралистичко општество, едноставно ти велат таа демократија мора да биде значи запазена. Ние преку анкети одиме со барање да публиката се изјасни кој сака да го види, да го слушне и така натаму. На тие анкети најголем процент од публиката има Аца Лукас. Јас бев лично во општина кога идеа, значи, младинци на отворен ден на општина Прилеп да ја посетат и прво прашање кога му беше повелете, прашајте што ве интересира, кога ќе биде пивофест, беше првото прашање, значи, второ прашање беше дали ќе го донесете Дино Мерлин или Аца Лукас. И значи, сакам да ти кажам, таа младина е индиспонирана да размислува на тој принцип. Многу добро што ги донесе младинците. Сега, има кој ќе расти едно дете, има една јапчина или сега ги има во капсули, а порано со лајче му давале рибино масло или омега-3, така? Да. Сега државата, дали треба на тоа дете кој што расти да му дај омега-3 или треба да му дај чоколадо? Апсолутно се сложувам, ама кај нас се изгуби тој систем на вредност. Така да таја прича околу демократијата нека ја практикува кај што реално ни треба демократија, а не кај што си ги остварува, не знам, ајде да речеме, со ништата од желбите од детство, затоа што па и годинава, мислам, позади сцената на Пивофест, веќе кога отворено зборуваме, можам да кажам дека тоа беше една група на младинци собрана кои што на пример со своето друштво се журкаја и успеа да ги внесат тетки страни роднини за да се сликат со Харис Џиновиќ на пример или со Очеки, као имаше вип зона, не са? Па имаше едно мало така како заградено, како покриено чадорче, кај што, например, тие организаторите седеа со Никола Руквич, со Харис Џиновиќ, новинарите немаја никаков пристап до нив. Кога прашавме зошто не можеме да добијаме изјави, затоа што пејачот не сака да даде изјави, ни беше одговорено. Јас не можам да сватам како пејач доаѓа да е платен во еден град, агенда им треба да му се достави и како што тој има барања, така треба да му бидат доставени барања. Значи тој мора да има средба со новинари, изјава за новинари, сликање со новинари, посета на одредени знаменитости на тој град, дегустација на таскара, сето тоа да биде проследено од медиуми. Тоа така се работеше јас кога работев, нели, во општина за време на Пивофестот. Значи сега нема трага. Јас ги прашувам тие млади организатори, велам како така тој ако сака. Валјда вие треба да му кажете на уметникот што го носите дека има обврски исто како што има тој бара некои задолженија, така и ги има. И велам едноставно треба тој да знае дека во овој град постојат медиуми, не можева, мислам, ја лично замерувам на Пивофест, еве да се навратам пак, што многу се враќа повторно во некакви си локални рамки.
Значи Пивофест своевремено беше сепак на манифестација што беше следена преку телевизија, имаше снимања, имаше стримови лајв, имаше проследено од сите новинари од цела држава и така натаму. На што се сведи сега? На една група организатори што си ги донесоа девојките да се журкат заедно со нив и бабите и стрините да се сликат со Хари Жиновиќ, а новинарите беа како лево сметало настрана, еве ви дадовме карти, ова пресови колку да влезите позади сцена. Чим државата место омега-3 на децата му дава чоколадо, колку е тоа феноменално да изгледало пред 10 години, крајот вака изгледа. Или разградување. Добро, јас се сложувам дека се има своја последователност и како си сеел, така ќе жнееш. И така ќе се жнеем. Да, тоа е правило и тоа се покажа. Така да тоа се покажа дека е така. Тие приказни за дека правеле анкети кои да го донесе се бесмислени. Ајде да правиме анкети за децата и што ќе уче од прво до четврто. Јас дори би се сложила за анкети, искрено, ако ме прашаш, јас би се сложила ако тие анкети, ако верувам во тие анкети дека се веродостојни и дека се на некој начин покријани, дека баш голем процент на населението е покријан. Дури би се сложила, меѓутоа проблем е што тие анкети не се во таква конотација праени, не се на таков принцип праени и не знам колку би верувала во веродостојноста на тие анкети, прво тоа, а второ, сакам да кажам дека годинава немаше ни анкети и јас не знам по кој принцип беше тој водител донесен, што беше донесен. Значи, водителот беше најблагоречено катастрофален годинава кој што беше ангажиран, беше твој колега, мислам, актер. Тој стендап комичар, актер. Значи тој можда е одличен актер, за водител беше катастрофа. Почна со некоја фора од партиски митинзи, значи во старт беше тоа као забавно партизирање на настанот, прилепе победнички прилепи, не знам што, некоја фора, што толку беше безвезна и толку не беше ниту смешна, ниту духовита, ниту интересна. Да беше промашување. А претходните години беше Маријана Станојковска како водителка и слично. Таа можда е класична, на некој начин не е можда забавна, меѓутоа барем нанесе естетски луѓето, да речам, плакнат очи, таа е многу атрактивна, а годинаве конкретно јас и да навлечам гнев на тие што го обожават тој стендап актер, значи беше тотално промашување како водител на Пивофест. Јас од секој сум велел и стално сум имам и за тоа разговарано низ годините. Исто и водителот во принцип е многу незаприметлив на Пивофест. Да, меѓутоа водител бил Игор Џамбазов, водители биле други на Пивофестот, умееле да направат тие кратки делови што треба да се спојат, да направат една, како да ти кажам, забавна спојка. Идејата мене ми сметало што ги носа било кој од надвор. Имаш низ прилеп луѓе барем кога ние прилепчани сме сакале да му дајме признание на наш прилепчанец. Не се случило никогаш, од еден џумер голем што бил, не добил признание од Прилеп, требаше пред крај на животот да му доделат награди за животно дело. Ајде богати. Ние ги имаме најголемите великани во актерството особено, еден Жувалеко, Кирил значи великани. Па никогаш Прилеп баш не му се одолжил како што требало. На после нивната смрт не знаеле да се повикуваме на Нада Гешовска и така натаму. Се согласувам. Пола од луѓето не знаат дека делот нив се прилепчен. Да. Јас имам баш за Кирил Ристовски спор пред 2-3 месеци, уствари пред месеци нешто за време на театарските игри, пошто беа посветени на Џуме, на Кирил и на Платнер. И се кажувам на човек кој што живее во странство. Не е цел живот таму, значи има 50 години, 15 е во странство, значи до 35-та година бил тука. Како и се правиме кој тој море Кирил Ристевски? А бе викам ловџи, сега му кажеш ловџијата од Бушав Азбук. И тој прилепчанец е? Точно. Кирил Ристевски беше еден од најзаслужените што обстана Војдан Чернодрински, односно
театарот, да, театарските игри, затоа што таа година требаше да го однесат во Скопје, да го земат, ако не беше тој Кирил Христевски. Тоа многу пати е пробувано, мислам дека никогаш нема да се случи. Да, тогаш беше апсолутно, рекоја се вагаше. Тој беше човекот што буквално пресуди. Види, на крајот на краиштата Војдан Чернодрински како организација, како фестивал не случајно е тука. Некој мислел пред 70 години кај да биде. Да. И тоа затоа најзаслужна е секако пред се публиката, Прилепска да речеме, затоа што тој уметнички сензибилитет што го има прилепската публика и препознавањето на тие вредности стварно е реткост. Апсолутно не Прилепци има професионална фестивалска публика, која што живее реално за тој фестивал. И тоа го признаваат буквално сите театри. И не може дури сега кога го спомнавме Чернодрински, на муабетов со другиве и фестивалчиња изнаправени. Секој град ќе има театарски фестивал и тоа. Не само питијади. Не, ние сме нација на копирање, копи-пест, ние сме нација баш онака. А тоа што го имаме не знаеме да го зачуваме, да го развиваме. Знаеме мислам тука ни е главниот проблем, не сме оригинални, не работиме на оригинално представување, не сме авангардни, него буквално гледаме дај да се досетиме да копираме некого, дај ние да направиме на иста финта, дај нешто да се снајдиме, нешто да изведиме и на крајот тоа се случува. Се банализира. Во 90-те не изгледаше сето така. Толку многу музичари излега, толку многу нова музика, толку многу свежа музика излезе. Значи, може не го наполнија Скопскиот стадион, ама ако се продолжеше со инвестиција и со промовирање своите, сигурно ќе имавме барем двајца, тројца изведувачи, два бенда кои што може да наполнат. 90-тите беа буквално златните години на македонската естрада. Ја згречивме работа. За жал, кај нас е тоа правило дека наместо почетокот да е најлош, кај нас почетокот е најдобар. И како оди таа градација, одиме се на полошо и полошо и полошо. Кога разговарам со некои луѓе, тие велат, тоа беше времето кога Господ одеше по земја, имаше многу пари. Обично така знаат да коментират. Имаше тогаш многу пари, инвестиции, Македонија се осамостоли така. Значи, поентата е дека се е во парите, меѓутоа јас не мислам дека се беше заради парите. Тогаш се затвораа фирми, тогаш имаше пред се еден дух кај народот, многу со голема верба, со голема љубов за својата земја. Желба за прајање нова држава. Имаше тогаш докажување дека ние еве знаеме и умееме македонците и вредиме. Што се случи? Јас мислам пак дека политиката е главниот окидач што ни се случи и дека дојде примарна да биде на прва борбена линија. И да не слушам на Муаветов, ако слушам коментари дека некој од надвор ни е крив, оти немаме сцена. Не, тоа не може никако во никој случај никој да го рече, најкриви сме самите себе, затоа што ние едноставно се покажа дека сме поводливи, немаме стандарди. Прашањето ми е сега, ако ние не сме способни таа енергија која што сме имале во 90-ти, која што била во нагорна линија на македонската сцена, македонската естрада, која што е дел од овој идентитет. Овдека се пењавиме за некој идентитет од пред 2000 години, од пред 1500 години, од пред 700, од пред 100. Нешто не знаеме да го зачуваме, тоест не го зачувавме и не го развивме кој што е дел од идентитет од 90-ти, си го уништил комплетно, те нема на телевизиите, нема никаде, со шо бе ќе се пофалиш и кај со кого ќе се тркаш? Баш затоа зборувавме и на годинашното Валандово, затоа што Валандово на некој начин е синоним за тие 90-ти, за отпочнувањето на новосоздадената фолк песна, затоа што дотогаш беше оспорувана, не смееше да се снима до тие години, мислам се снимаја то повремено, ма ако беа прогласени за шунт, како например Жаклина, Љубов моја и така натаму, тие не смеја да бидат вртени тие песни по радијата. Така да Валандово доби на некој начин, новосоздадената песна доби легитимитет преку Валандово. И ние зборуваме за тој автентичен звук на Валандово што можеше да се слушне во 90-тите години, дека и тој се изгуби, дека и тој не постои, дека затоа нема такви хитови како што беше. Баш на годинашното Валандово. Апсолутно Живој Глишич се труди да прави квалитетна музика како уметнички директор. Јас тоа секогаш го велам. Човекот навистина е стручен во својата област и стварно максимално се посветува. Не работи од некоја манипулативност или да го оспоруваме од
некоја друга страна. Меѓутоа не може да се врати тој дух на Валандово, тие стари рефрени, тие песни. Зато годинава Горан Алачки го направи Фолкфест Владимиров, што вели што изникнуваат нови фестивали, секогаш постои некој порив за нешто, го направи тој Фолкфест Владимирово со истите тие автентични рефрени, односно направи музика, нови музички песни на тој тип, на тој принцип како што се правеа некогашните валандовски песни. И тој покажа дека може да се напрати денеска така. И кај може да ги слушнеме сега тие песни? Никаде, за жала, беше поентата да се слушнат тие песни по радијата, да се извртат и така натаму. И то вела, не се вртени песните, а се хитовски. Не ги признавале бугарите јазико, грците јазико, не знам кој, а ти кој ќе влезеш, кој ќе во Македонија и пуштиш радиостаница, не можеш да слушнеш македонски, пуштиш телевизија, не можеш да слушнеш македонски, освен ако не е турска серија, тоа го синхронизираме и можеш да слушнеш македонски. Филмој немаш. Па искрено да ти кажам, за тоа синхронизацијата, јас баш и не сум нешто воодушевена сега да направиме на дигресија. Затоа што не, јас велам лично за себе зборувам, не во однос на твоето коментирање, јас велам, затоа што некогаш ние со тоа титловање, со тој надпис учеше и народу и брзо да чита и правилно граматика и правилен правопис и така натаму. Денеска слушаш само некои старински формулирани изрази прилагодени на тие турски серии и слушаш некои фрази кои што се употребува кај младината и ти не можеш да поверуваш дека младите луѓе звучат како стари баби кога ќе ги слушнеш со некои такви фрази и изрази. Зошто тие секој ден ти одиш нешто работиш и го слушаш постојано гласот на твојава колешка Жугичка и што вришти, пишти или само благословува или така натаму. Значи тие се тие надсинхронизации кои што влегува подсвесно во мозокот. Не го спомнав во позитивно воопшто. Не, јас се надоврзам, реков дигресија. Да. Во секој случај таа е ситуацијата. Таа е ситуацијата и после ние не можеме да извориме биткава за македонски јазик внатре, па некој не признавал надвор. Ние не си го признаваме. Знаеш како? Флоскули? Да. Колку сака? Да, ние на флоскули се гради ово општество, за жал. Многу луѓе сватија дека и во тоа е поентата и на таков начин функционират. И сега, например, многу мина нова нашево ќе има реакција во смисла да бидеме етикетирани на различен начин. Значи, ти си северџан, ти зборуваш против идентитет, ти не си патриот, ти си вака и така. Јас се сложувам со тебе дека ние треба природно да го чувствуваме тој идентитет, дека не треба да го докажуваме. Туку едноставно ти знаеш шо си. Исто како што знаеш дека си женско или машко, ти знаеш шо си, ти знаеш дека си македонец и нема потреба да се докажуваш на некого. Ако сакам на пивофест да има само македонски изведувачи, ако сакам на националните концесионери да нема српски шоа, да има само македонски шоа. Не сум ја за апсолутно да нема, јас веднаш се оградувам од ова твоево, да. Јас не свајчам. Ако тоа значи дека не сум да нема. Не, сакам да ти кажам како кај нас се вулгаризира. Кажи ми, во која друга држава има забавна емисија од друга држава? Во која друга го имаат? Веројатно во Босна, кај што зрачат секаде тие пинг телевизии, веројатно во Босна. Црногорците не, ако се блиски со јазик и со се, мислам дека тие држат до се. Да, мислам дека во Босна тоа може да се види, а во други не. Хрватите сигурно не би дозволиле. Словенците ич? Словенците веќе тие и не ги ни рачунам, тие мислам дека и отидени се во некоја друга сфера на забава, тие пратат нешто друго странско, дека нашето веќе балканското не поминува во. Не, да имат од друга држава, не мора да е, значи забавна програма. Апсолутно се сложувам. Кај нас се најексплоатирани странските продукции ги има најмногу се застапени. Значи се знае за можеш ти да направиш топ листа на музика од светски хитови. Нема веќе топ листа ни македонска, ни никаде и никој не протежира. Или да направиш емисија за светски хитови. Ти си држава, имаш и си припадник на свето. Не си припадник на северниот сосед. Тоа да, така се добива впечаток. Не дека тоа е проблем од србите, тоа е наш проблем. Наш проблем. Ја не обвинувам никој.
Да. Не дека ги посочуваме конкретно нив. Ами сега да знаат дека Пинки Грант тие имаме. едноставно се најомилени овде се вртат и така натаму, меѓуто купувај од Бугарија музички шоуа и нивче ги коментиравме. Па еве сега пак доаѓаме до тоа нашето, се обидоја нашите продукции да направат некаква си копија на Грант. Знаеш како звучи и како изгледаат тие шоу програми? Не, сум го пропустил. Значи имаше една звезда таму како се викаја, или Пат до звездите, не знам, една звезда, така некако се викаше некој си шоу. Ја мислам дека имаше М2 продукција. М2 беше веќе друго, тоа беше многу по-професионално сработено. Тоа беше многу професионално, тоа не сега беше скоро. Од таму излегува Елена Ристевска. Да, сега беше скоро пред некоја година што беше праено тоа, ти велам, Пат до звездите или звездени пати, не знам како се вика, да не ме фаќат за збор гледачите, значи имаше такво шоу. Тоа беше толку смешно направено, толку беше аматерски изведено. Тоа мислам дека и намерно така направено. Не, тоа беше толку аматерски изведено, тоа беше толку, да речам, да го гледаш, не добиваш сугестивност, не добиваш автентичност, гледаш дека е некоја копие. Значи гледаш дека е некоја ефтина варијанта, што велат сега младиве са од Сатемуа или... Чекај, што се занесуваме бе и ние сме една ефтина варијанта на држава? Мислам дека... Добро, јас зборувам конкретно за копирањето. Ако веќе копираш, јас сум повеќе за таа опција. Ако копираш, копирај го како што треба. Немој да го копираш аматерски. Плюс тоа, знам луѓе што беа внатре, значи такмичари во тоа шоу. Тоа да го занемарам тој естетски момент или тие продукциски форми, знам што учествуваа во тоа надпреварување. На кој начин беа подредени тие деца таму? Како му беше кажувано, како беа тие гласови форсирани за да некој гласа за нив, на кој принцип да се купуваат картички за да се дојде до тие гласови и така натаму. Значи од старт се губи поентата на надпреварот. Не можеш ти со таква калкулација математичка да ми кажуваш дека најдобриот глас ќе победи. Како победува најдобриот глас кога ти математика вклучуваш тука со картици, со обожаватели, со гласање и така натаму. А од друга страна се надпреваруваат гласовно во некое музичко шоу. Ама истата прича, па ја ќе рече сега Иптонова има нешто. Немам против србите ништо, немам против никој ништо, ни против нас. Едноставно, србите, например, на тој начин, со тоа гласање не го привлекува. Си забележал дека на секој гранти Пинк има до финале барем наш? Да. Мислиш дека стварно биле меѓу најдобрите 10 пејачи? Не, секако дека србите... Цела Македонија те ангажира да ја гласаш за... Финансиски тоа мора да го покријат. Секако дека тоа има дел така. Тоа се финесите тие што велат дека одлучуваат на крајот. Ама, ти кажувам, во ова шоу кај што знам дека од старт математички се распределувале работите. Значи од старт се знаело на кој се пикира за да победат, а не да има изненадување, да се случи некое изненадување или нешто. Еве конкретно јас за македонецов годинава што победи, за мене беше изненадување во позитивна смисла. Зошто ќе речеш? Затоа што ја мислам дека македонците не се нација што гласа. Не, напротив. Македонците, ако остане да се гласа на македонците да гласат и ако се претендира на тоа, од старт губиме. Ние не сме нација што гласа за нашите кандидати, не? Па не, јас мислам дека... Или без гласа и ги остава. Не, јас мислам дека овој победник имаше поддршка и од диаспората во смисла за тоа што тој не е чистокрвен македонец, како мислам дека е презиме српско дека имаше како бед. Како год да е, мислам дека тој доби поддршка и од други нации и убаво што победи и сето тоа, али поентата на тие манифестации е што после тоа. Ајде ќе дојдеме до победа, ќе се случи победата, што после победата. Кај е тој Ристе, што победи на Звезде Гранда, никаде го нема тоа нашето македонче. Ристе го нема, ама Звезде Гранде ти останува. Апсолутно. Значи, тука е поентата. Зошто тој продукт не сме успеале да го актуализираме, да стане баш продукт? Затоа што не е автентичен наш продукт. Многу едноставно. Ти објавува оглас Звезде Гранда за аудиција во Македонија. Се пројавува 5000 души, одбира 50, ода до финале тројца и во најдесен круг секогаш имаш еден. Единствен кој што добива е гранд продукцијата. Тоа е така поставен, тој систем е така поставен. Многу е просто. Да. Ние не добиваме ниту нова звезда,
нито тој добива нешто специјално. Али јас би рекла дека тоа се случува последните години. Не мислам, последните години Грант замина на таа линија, таа комерцијала пресудна беше. Тој од почеток беше комерцијален проект, ама последните години буквално веќе не беа битни звездите. Значи, односно, не се продуцираја звезди. Шоуто се акцентира на главните, жирито стана главна звезда. Тие си продуцира доволно колку и децата беа дури на моменти злоупотребувани, па да не речам и колатерална штета. Секој реално шоу е направено за тоа. Не е направено за да направи звезди за... Тоа е направено да заработува, се не продуктира. Се случува да се родат звезди, меѓутоа тоа е некоја странична отколност, да речам, која може да се случи. Тие си продуцира колку што им треба нив. Ништо фазла. Ако има презаситеност, ако има доволно нови, ќе истера 3, 4, 5 сезони без да произведе. Тие кои ќе сака да произведе, ќе произведе. И кај нас да се направи стратегија и ние ќе можеме да произведуваме. Не дека немаме ние истовремено да биде и талентирана, и убава, и згодна, и секси, и се. Петрушевска е тој калибар на... Ги имаме. Работата е во тоа што ние не сакаме да го направиме тој проект. Од патриотична гледна точка ќе кажам, толку за патриотизма. Ние не успеевме да си направиме естранни личности на кои што ќе се воодушевуваме, не успеевме да направиме влијателни јавни личности на кои што ќе се воодушевуваме и ќе можеме на нашите деца да му кажеме. Ние имаме влијателни јавни личности што се употребени во политичка конотација со своето влијание. Тоа најмногу ги имаш во твојот ресор глумачки. Значи глумците се во таа категорија, мислам дека предност имат, музичарите го немат тоа влијание такво, како што на пример глумците се вклучени во муабет независни влијателни личности, личности кои што немаме такви независни затоа што кај нас немаме такви независни јавни личности затоа што кај нас не може да опстани таквата личност, значи не може финансиски да опстани за да биде така независна. Значи мораш да зависиш од некој, од нешто, од некој проект, од нешто за да ти да функционираш. Тие се скапи проекти. И тој сега има идеја, има се, ама треба да го реализира проектов финансиски бара студио, едно друго да се плати сето тоа. Ама види, тоа се на крај на краиштата некакви одлики на секоја една држава. Не може да... Ама секоја една држава не е исполитизирана како нашата што е исполитизирана. Тука тоа е врзно коло. Значи едно со друго сме во тој зачарани круг, да речем, што едно друго зависи. Ако немаме естрада, ако немаме влијателни уметници, ако немаме влијателни независни мислители? Па немаме, за жал. Значи кога ние еден ман не може да биде независен, за кој правиме муабет? За кој идентитет правиме муабет? Ако се тоа го немаме, го немаме. Го немаме, да се покаже дека го немаме, значи кај нас независноста скапо се плаќа. И можеш само да добиеш негативен бенефит од сето тоа едноставно. Не произведовме во 30 години, ние сме ниска нација за кошарка, за одбојка и така, не произведовме еден тенисер. Спортисти влијателни колку имаме. Немаме, да. Еден Горан Пандев кој што на светско ниво во последниве 30 години, Панчев добро беше измеѓу независност и така натаму. Ама и тие кои воопшто не се вклучуваат во јавниот живот. Не, затоа што сватија дека ќе се опечат. Ако се вклучат со некои пораки, со некои слободоумни мисли, едноставно системот ги јади, така е поставен системот да буквално таквите свесни се, интелигентни се тие лица што се успешни, не се некои прости, јасно му е дека ако влезат ќе се опечат во таа игра. Значи пред да се удираме многу погради, ај полека да привршуваме, ти може да правиме. Темава ние знаеш како многу убава дебата, меѓутоа влеговме во различни сфери, во различни форми, генерално се сложуваме дека ние не сме дораснати на нашава приказна македонска која што сакаме, како што сакаме да изгледа, да ја поставиме, ни се коси, постапките ни се косат со желбите. Тука е главната поента. Значи имаме ние желба, сакаме да се докажеме, да бидиме како што треба, она македонското, нашето, автентично, меѓутоа за жал секогаш после наидуваме на некаква препрека и се сложуваме со некој компромис кој не доведува до ќорсок. И вака, другари, да ви кажам уште една работа. Едноставно пеење на заветна на цел глас, а следниот ден одење на цица, не ода заедно.
Не ода, а за жал... Па сега така беше конципиран пивофестот. Една вечер имаш македонски изведувачи, друга вечер имаш српски, трета вечер имаш мешано. Не го размодно и точно знам. Добро, за крај јас морам да кажам кога веќе за пивофестот сме дека според мене најубав печаток сепак имаше македонецот. Тај си. Мене ме воодушеви Значи Тајзи. сепак имаме и... Мене ме воодушеви Тајзи, јас признавам не го пратев неговата работа, не сум фанатик на рап музиката, не ја следев толку често, од време на време знаев да погледнам некоја песна кога ќе свр. Меѓутоа неговиот настап беше фантастичен. Најенергичен, најексплозивен, шоуменски моменти, вистински перформанс, буквално пеше жанровски различна музика, покажа дека како рапери, изведувачи, шоумени се. Публиката ја држеше магепсана, го следеше секој негов покрет, предизвика од себе, даде седечкото. Секој денар му е заслужен. Според мене Ја ќе ти кажам дека има уште 10 бенда во државава кои што не мора да се толку популарни, ама ако ги донесеш на таква стена ќе го имат истиот, па и поголем ефект, и следната година ќе дојде, ако донесе ги пак ќе дојде дупло народ за нив. А не дека нашите не привлекуваат. Да, еве конкретно реков, затоа сакам на крајот да поентирам со Тајзи, дека всушност, ете, од толку големи звезди што имаше балкански донесено, сите тие си го одработија својот дел, немам тука забелешка, хари се глас неприкосновен. Никола Роквич исто за прв пат го слушавме, даде се од себе, меѓутоа Тајзи според мене беше најдобар. Фала ти за муабетот. Благодарам. Задоволство ми беше што вака си поразговаравме. Јас немам чувство дека е ова телевизиска емисија, туку дека е муабет. Па види, ова се надевам дека такви гледачите ќе го сватат. Како се вика, подкаст варијанти и измеѓу кадри не се баш подкаст, малку поопшти се, ама ќе се научиме и тоа да види за некое време како што треба. Фала ти уште еднаш. Благодарам, се забавljавте на крајот на криштата без тешки теми, ама истовремено на моменти си кажавме тоа што мислиме. Кој му се бенди, само се бенди, кој не му се бенди, се има право да не разбира што зборуваме. Шега на страна, се гледаме во следна емисија.